Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во подкастот Јади Бурек. Го емитуваме на ТВ Соце, го емитуваме на Facebook, на YouTube, малце не ни фаќа. GPS-от овдека нешто Елон Маск како дојде почна да ни плетка со сателитите, не и се. Вечерва имаме гостин, мојот драг пријател Ӡов. Ӡов, кај си бе, Ӡов бе? Кај си бе, Ӡов? Добро бе, измеѓу две гледања книга пишеш. Ја те мислам по кафани, у Амстердам црвени фенери. Ова нешто пари правиш. Он ти у поткровје пишеш. А само Јелена Бачич Олимпич пришол мене пишува Србинка ова што е. Не, 6 месеца, ама тоа најшо не е укоричени љубавни романчиња. Он е био преплану од сунца, нели? Ние имаме еден таков, Драган Таневски, не е таков, он таков. Не до толку, не. Не е до Немој толку. се, Драган, молим те да ми го чачкаш. Пријател ми е, Па ја го знам дека сакам. ти е, знам дека ти е. Он е целиот такви љубавен Па патос. каубојски пишуваш он романчиња, не знам дали знаеш за каубојци индијанци. Рото, романи, тие, вестерн, да. тие беа супер, лун. Да, краљ поночи. Краљ поночи, лелелеле, све памтиме. Колку сме стари, Ӡов. Многу. Ке правиме реминисценција кај ке иде, а емисијата ќе ја започнеме со твојот најнов проект, а тоа е Сирма Војвода или И јас сум Сирма, новата книга која пред некој ден доживеа промоција. Па повели, презентираја пред нашата публика, вашата целата публика, за што се работи, каква книга. Па, види, јас секогаш овдека најексклузивни ствари сум кажал, што на ниједно место тоа не знаеш, така да тие ги чувам за тебе. Прво сакам да ти изразам една неверојатна благодарност за све животот што имаш направено за мене. Ја за Значи, тебе. ова не е патетика, ова не е скромност, ова она. Значи, ти помогна уште првиот мој сериозен проект за Тито, мојот предпоследен херој. Го промовиравме овде на голема врата и го повикавме духот да дојде дека на Тито и од тогаш тргна мојата кариера. И затоа мислам, овде има една мала благодарница, пишува за Јанко Јади Бурек, за многу работи што ти си ми помогнал. Значи, не само промовирање, значи си ме навлекувал, си ми е утепал тремата првите 2-3 доаѓања, нели? И сега, уствари, на промоцијата весница кажа, вика, Ӡов има кај Јанко поишидено него Сашко Коцев кај Жари 1 на 1, вика. Така да, ова е за тебе. Дома си урамиш негде или у подрум тамо кај што, нели, кај што менјаш гуми. Создавањето на сагата за Сирма, Таму има заокружи. деисторизација на историјата, откривањето на нашите герои, премовирањето на читањето, учество во хуманитарните акции, помошта во прочитањето на романот, поддршка за промотивните кампањи, заокружи е еден од сите ги заокружува. Сите, така е. Фала. Благодарам. Не викам она македонското не си требал. Не, тоа работа. Напротив, ме направи среќен, ме направи горд и скромен. Не можам да глумам дека ми е стварно малце морници, ежење, емоции и така натаму. Фала ти многу за честа и почита, но дозволи ми јас да ти вратам вис верса. Јас сум душек на надувување. Кај ќе возиш? Која брзина? Како ќе веслаш? Се е твое. Значи, све што си направил, сам си направил. Моје било само да ти оставам простор. Толку е мојата супермоќ. Ништо друго. И затоа стварно нема потреба никој да се заблагодарува, бидејќи И не е така, Јанко, затоа тоа што го имаш во тебе, ја не можам да го извадам. Тоа ти го вадиш. Да, ја ти можам го само да ти... промовираше. Ти не нешто да ќе се оддалечиме од темава. Ако? Него сега ти Имаме кажам време. дека ја кога на ниједна телевизија немав пристап, аксес у тоа време. Видиш, ти ми беше немаше пристап? Немав, затоа што едноставно види, ти ми направи прозорец кон светот, во светот на литературата. Ја? Тоа што сега ќе ти кажам. О, Боже. Ама види, ај размисли убаво, у која телевизија има редакција за културна програма, например. У која не постои, значи ниво националните.
Втора работа, кај можеш да гостуваш, ти кажи ми, на другиве телевизии, утринска, кај што ќе ме гледаат баби и дедовци. Значи немаш нормален термин кај што можеш нормален гостин да имаш. Ти знаеш колку сега ќе ти кажам ти колку гости си имал во животот. А? 1200, така? Така. Па кој може со тоа да се пофали? За 25 години па и не е нешто страшно, иначе Ајде. што ми е работа Добро, мене. добро. Па добро сервисеров што да каже Лазе Цилац. Добро, ајде да се вратиме на темава сега. Слушај, Да, ноемврие има вируси, пиеме чај сега, добро, така ајде ти. што Добро. мора чај, ово е со травки такви специјални Добро. за дезинфекција, за мешето Добро. и пред да почнеме да дознаеме, ајде со чај, живели, Јади бурек. да, јади бурек, живели да сме Живели, живи и да. здрави. Шкотски бурек. Да. Па сега знаеш како тргна? Имаше, нели, џабе живиш у Скопје и Цепај сина има еден стварно планетарен успех, што викаме за македонската планета. Постигна огромни тиражи и кој дојде следнава да се пишува, уствари ја морам да пишувам секоја година. Значи, тоа не е зашто. Имам многу фоловери што ме купуваат. Мене да не ме купуваат, ја нема да пишувам. Ама нешко чекаат и не сакам да ги разочарам. Тоа е поривот. И сега така сме договорени со издавача Фарсламина, што застана позади мене уште пред 5 години, 2020, кога издадов првата книга под нивно лого. Ние секоја година, мислам, ја пишувам, оние издаваат секоја година. Ние сме договорени дека не може профит да прават ни они ни ја. Сите пари одат во добротворни цели, тоа претпоставам го знаат луѓево. Сме били најголеми донатори на СОС Детско село. Сега, например, еве ексклузивно ќе кажем у медиуми, уште не е објавено, дека во четвртокот дониравме игротека на детска клиника, горе у државна болница, цела игротека за болни дечиња со многу книги, со столчиња, маси, направивме еден прекрасен објект, мини објект од средствата од Цепај сине. И после тоа, кој заврши таа епопеја со нели хумор, сатира и така натаму, пошто тие беа нели такви речници, двете книги, ајкам нешто посериозно напишеме. Прво ми беше идејата за љубовниот живот на Гоце Делчев да напишеме на многу убава сага, така убава, значи. Има таму приказ? И они ги собирам, ја знаеш како. Знам која му направи час по анатомија на Тито, не па за Гоце. Да, Гоце. И сега што се деси, умеѓу време, нели, некако ми кликна Сирма Војвода. Зашто? Прво, ова е роман, ама не е роман. Значи, како ти кажам, посебен жанр е, посебен формат. Тоа ни го викаат фрагментиран роман. И промотеркава и модераторкава на ивентов, значи, они така збореа за мене, ја не можев да запамтам. Ми се тресеше долната вилица од возбуда. Значи, толкува и кажа работи. Рецензентиве ме споредуваат со скопскија великани, што незаслужено, мислам. Ама направив нешто што прво направив феминистички роман. Значи, жената ја поставив таму кај што мислам дека треба. И тука се плетат многу приказни, интересни приказни. Сега пишувано е на модерен начин, а тоа е знаеш како е. Една приказна трае додека си у веќе по голема нужда, толку. Сега ако имаш нели запек, можеш и две приказни, али така ми е концепирана приказнава. Шубава, нежна споредба, вака емотивна, Да. епско-лирска, не сам страшно и Да, ти си. нараторска. Добро. И сега што е муаветов? Муаветов е дека Сирма реално има преку 2000 и кусур години, толку е стара. Јас сум опатил околу 1500 години од незиниот живот. И она патува низ времето. Као back to the Ти future. правиш од реален лик фиктивна приказна за животот на Сирма. А види се, не само на животот на Сирма. Книга има многу слоеви. Слоевите, стварно, што би рекле енглезите, леери. Има многу пораки, милион пораки, измеѓу редови, уредови и така натаму. Има многу ликови. Например, у книгава Сирма иде кај Нострадамус да праша за Македонија, што ќе се деша
па после иде у Келија помеѓу Мирчацев и Страшо Пинџур, измеѓу двајцата седи тука. Вакво нешто не се пишува Нема. на алкохол. Ама на некои печурки, Машрумс. што земаше од оние Ги црвените измешав. со бели Ги точки? измешав таблетите. Ау, брат, ти си одлепил, ти Не, завидувам. Не, и после најмногу интересна приказна е кога Сирма е секретарка на Данте Алигиери, началник уствари на чистилиштови, доаѓаат македонци тука наредени, да не ги именувам, ги има у книгава, нели? Ги соблака голи по чорапчиња, у казан, прво ги крчка, ги динста, по упечењара ги става душманиве македонски, предавнициве. Иначе, види, Сирма реално патува низ времето, некојаш е девојче, некојаш старица, некојаш е климактерична жена. Ме натера да отидам на Википедија пред ова. Сирма Војвода е историски лик и е најмлада и војвода е Ама, станата све на ќе ти кажам. 18 години. Мислам, на го 7, проучив да. тоа. И тоа е фантастично какви се цврсти сведоштвата за неа. Ама ги имам и и плюс тие. тоа не гине, таа живее 85 години, Така е. се мажи, има сопруг, има Знаменосецот е со. Знаменосецот, бајрактарот. Сега гледај, белешка за авторката. Така пише, ако сум ја мушко. Значи, тука е приказната оригинална за Сирма. Значи, тоа е истражување, тоа не е на Википедија, тоа е 10 реда. Него ова е стварно на како ги коле, како ги тамани на тој еден Качачките банди. Да, гаќите му ги бута уста, нели, направил белја со една македонка, сега да не навлегувам. Значи, има тука, види, фикција. Секоја приказна има различен однос на фикција и нефикција. Значи, негде е 90%, негде е 70%, негде е 20%. Меѓутоа, све е со цел да Сирма ги покаже сите своји карактеристики, сите своји особини човечки, што се идентични на особините на Македонија. Значи, тоа е пораката, реално. Проверуваш за Сирма сега на мобилен? Не. Спотот само дали ми е префрлен, чисто да го илустрирам. Ја да си зборам, така? Прво ја те слушам. Добро, бе, Ја добро. можам и да излезам и пак правам муавет. Ако, Него да. ја не гледам у очи. Добро, окей. Да. И сега ми беше муаветов, кога тргнавме да го пишуваме ова, кој ја кажав идејава ке издавачот, им се бедне сама така резервирана малце, со дека не ги добија првите страници, а го чита многу брзо, го напишав реално, имав угла скоро цела прича. За на крај, на задњава страна, има QR код овдека. Аха, не го видов тоа? Да, тој QR код води на вебсајтот и јасумсирма.мк. Го најдов тој. Да. Кај што има и факт-чекинг, има рецензии кај да се купи книгата, затоа што, знаеш, прошлите 2 книги беа проследени со спотови, со аудио, со песни што ги напиша Цеки, и за Џабе живееш у Скопје, и за Цеки, Цеки? Зоран Рудан Цеки. Аха, сори. Нели, он ја напиша песмата и Џабе живееш у Скопје, 100.000 прегледи. Да. И Цепај сине, и овој пат се одлучивме да имаме вебсайт, тоест прв пат книга у Македонија да е Ево го проследена. вебсајтот. Да. Само скролни надоле, не бе само се скроглаш, се шетаат тие горе, и како интересно. Лудница, види. Да. И има тука све, од содржина, од факт-чекинг, еве ги приказните. Значи, само прочитај ги насловите, нема шанси да не ја купиш книгата. Значи, само ова да се прочита и толку. Туѓината пуста да остане, драмолетка на 2 сцени, ја земи ножето, распарај срцето, грофот Монте Кристо од Моџар Мало, револуцијата ги јаде своите чеда, Маромор и Младо Ибе, Георги Јацев, Страшо Димитров, православниот Реџеп, Херојот и двајцата предавници и така натаму и така натаму. И така натаму, да. Сакаш ли уствари ти да пишуваш македонска приказна преку лик со додадени фикции, да кажеш како не доживуваш, ја доживуваш, се доживуваш? Еден од лерите е тоа. Меѓутоа, овде има приказни, првите едно 15 приказни, од кои сигурно 10 се непознати за нашите овие читатели, или, значи, не ја познаваме ние својата историја. Плюс, нели, ја стално викам дека историја не е екзактна наука,
Што не лажеле нас. И комунистите, и некомунистите. Овде, знаеш како, овде едноставно некои луѓе што ние сме ги закопале, сега ја ги воскреснувам и обратно. Имам такви ликови, и едни и други. Имам стварно прекрасни приказни, кај што, нели, стварам херои. И, знаеш како, неколку луѓе што ја прочитаа више книгава од образованиот сектор. Например, сега ме кидам у Корчаген, да кажеме следнава недела, да работам со учениците. Значи, они сакаат оваа книга лектира да ја направат. Зашто дека пишува, нели, поднасловот на книгата. На страна его, голема работа е некој да ти ке речеш да. Двајца од Но дали Корчаген. ти мислиш дека треба да биде лектира? Па види, сега, ова е моја лична перцепција на одредени приказни. Своја искрена ме интересира. Па види, ако може... Дали ова би го дал види, сега, на твој внук да го чита? Сега, види, ако ние го даваме Малиот принц, кој прекрасен. Кој е прекрасен, меѓутоа авторот бил на халуцинирачки субстанции кога го пишувал. Ја не сум бил. Ја може ракија сум испил, али не сум бил. Зашто таму змијата била поголема од слонот, слонот бил помал од блувче. Значи, сваѓај, таму се пореметува детето кој го чита тоа. Аха. Видиш? Сепак ова е модерен пристап. Немаш ти да ги, знаеш како, треба и авториве да ги пратат светскиве текови, движења, како што се пишува, на кој начин се пишува. Ја пратам тоа. Ама нашиве, македонски автори, нели они сакаат да филозофираат, тоа нели у една страна 400 придавки, па никој да не може да ги разбере. Значи, они се оддалечуваат од читателот. Сметаш ли дека е комуникативна и за млада генерација? Ја пишувам за луѓе од 20 години. Значи, дента кој седнав да пишувам, викам, сега ќе пишувам за човече од 20 години може све да разбере. Така. Зов, знаеш, не ќе одма да ти контрирам, сега ќе ти контрирам. Паметно. Ти паметно. И да си чутиш, да не јадеш многу бомбари. Тебе не ти почна кариера со мене. Тебе ти почна да тибам штркот. Да, ама тоа беше обид. Која година? 2008 е тоа. 2008. Да. И како помина? Тоа е страшно помина, 150.000 даунлода, ама тоа беше... Не може тоа да биде обид со 150.000 даунлоди. Колку книги се продадо? 2 тиража, ама после не ги штампавме затоа што решивме да идат бесплатно на даунлод. Тоа е. После направи верзија 2.0. Да, Торонто Експрес. Торонто Експрес. Па се направи театарска представа. Па се направи театарска представа. Колку имаше? 3 години си игра и ќе си игра. Уште си игра. Да, уште и ќе си игра. Уште. Дали е посетена? Нема карта. Тоа па добро, сега не ме провоцира, вака непријатно. А зошто е непријатно? Што те провоцира? Сега, ја од тоа време сум, нели, уште со така. Не, сакам да кажам дека не почна ти 2020 година. Ти овој порив го имаш уште одамна за од ЕМ Експрес. Што пишуваш у ЕМ Експрес? Дека НЛО доаѓале, слетувале позади водно, да. Тука слета. И знаеш како ја пишувам, мора народот што сака да чита. И знаеш, кога ме прашат која ти е публиката, мене ми е публиката луѓе што не читаат книги. Знаеш, зашто ја ако пишувам за луѓе што читаат книги, треба да штампам 50 комада или 100. Сваќаш? Па тоа е тајната. И сега нормално дека со теков на време ова не... Да, ма не си, знаеш, не штампаш шунт. Не штампаш, не објавуваш шунт. Твоево не е шунт. Не, ова апсолутно не. Не е ова. И предходните не е. Мислам, Торонто Експрес, која е добар апгрейд, и мислам дека дури и подобар апгрейд од Тибам Штркот, идејата на Тибам Штркот е страшно јасна. Мене ми е жал што, ама ете, ја само бендисано ќе речем, ја првте едините проклјувив за Торонто Експрес. Да, ти го кажа тоа. Да, го кажав на промоцијата. Сите вицои сваќа, луѓе, ова е за плачење, бе, што зборите? Ти можеш да се смееш, ама ова е за плачење. Дали сте свесни дека кога ја читаш Торонто Експрес, у какви гомна стоиш и седиш и што си направил ти со твојата земја и твојата околина?
И гледај сега човек иде таму и ти опишува како е утопија. Знаеш што, ти може си заборал што кажа на промоција, памтам ти кажа и представата после, од дома ако се спремиш да се смееш, ќе се смееш, а од дома ако решиш да плачеш. Зависи со кој очи ја гледаш. Тоа е. Не знам дали сум го рекол. Си го рекол. Ама мислам многу интуитивно ми дојде, многу непосредно. Така да си писател, си сериозен писател и мислам дека допрва стварно треба да штанцаш, зависно од твојата инспирација. И едва и чекам да ја прочитам книгава, затоа што твоето летање помеѓу фикција, реалност и факти феномен, значи нема споредба. Например, Тито, мојот последен херој, тоа е една од погледаните емисии. Да. Ти честитам, тоа нема врска со мене. Тоа е толку беше ти брилјантен и инспиративен. Самиот начин како ги извади ликовите кои историски се точни, дека таа била многу убава, ово е имал утепано, она се утепале од секс, правеле ово, она. Ама така убаво човечки си ги сватил работите, затоа што тој не бил бог, бил човек со сите мераци. Знаеме како е мерка Софија Лорен. Мислам, све човек кажува еден поглед и ќе го прочиташ. Но начинот како ти тоа го склопи е... А не е ни... Значи, она што кај тебе ми се допаѓа, прво, не е кич, а не е ни патетика. Точно идеш малце Blade Runner, као Roxy Music. Нити сериозен она прогресивен рок, нити она да идеш поп шлагер. Тука некаде си. Не ти верувам дека тоа го правиш за публика, бидејќи да го правиш за публика треба да заработуваш пари. Ова го правиш затоа што така сакаш. Не, тоа е мој поглед и на работите, на нештава, на светот, така, тоа е мојот поглед. Едноставно. Ја дека сум се внел себе си. Овде луѓе што ме знаат, читаат, ми ги фаќаат сите фори, знаеш. Ова ми ти се десило и од секојдневен живот и од све, ама така еден убав микс е направен. Овде има 3 уствари чаптери, поглавја, по нашки кажано, у кое што едново е ултра хардкор историско, кај што нема заебанција. Значи, кај што Јане Сандански како е убиен, што се деша, Петар Чаулев атентатот у Венеција, значи све драма. Ама стварно драма, направени драма. Ја викам, значи, ако не се расплачеш до 100-та страна, земи утепај се. Зошто би се расплакал? Значи, не знаеш какви приказни има. Жена ми, србинка, што емоции кај Срби, знаеш, не постојат. Кога она се расплаче, како не постои? Нема у Србија, нема. Абе, пушти... Нема. Значи, психолози, упатства за употреба и плачење нема у Србија. Пушти фарма да видиш емоции. Се заклаа од емоции. Да. Не, значи, така е. После имаме едно поглавје за општествени уредувања, споредби, ама интересни. Значи, Сирма у Градинка е, заедно со Хрисула и Гергана. Заедно седат. Која се Хрисула и Гергана? Хрисула, која може да биде? Гркиња. Гергана ти е бугарка. Добро, и они заедно си седат. И Мердита била тука после. И они си играат у песен. Значи, има такви причи. Добар. И после има едно крешендо. Значи, тоа е Тарантино. Ти знам дека го обожаваш. Како не? Ти ќе паднеш у несвест на тие причи кај што се дешаваат у блиска иднина, 2043, која Македонија ќе влезе у ЕУ. Има овде театарска представа? Види, многу луѓе од овие што прочитаа рекоа дека има подлога и за театар и за филм, ама ја искрено би сакал, тоа и Иван Бечковиќ го прочита меѓу редови, дека ова е за стрип измислено. Ова е за стрип, зашто сите овие приказни се преточат у стрипови, како ти кажам, види, мора да се врати тоа. Знаеш, која правиме муавет, ние не читаат младиве, дремат по социјални мрежи, ама тоа, значи, кај нас е изгубен стрипот, знаеш и сам тоа уште многу одавна, ти си мераклија на стрипови. Ја би ги вратил прво со стрип, второ, знаеш, тоа широк фронт треба државен, национален. Зашто, знаеш како, најдобре мој другар вика, брат, кој читаш книгава,
сваќаш дека ние сме народ со посебни потреби. Знаеш, многу е заебано тие збори да ги кажеш, поготоа од кој умре Меточе Преганов, што беше диагностичар на македонскиот народ. Он секоја година даваше диагноза, знаеш, што му фали, што се деша, некоја терапија треба све, умре човекот, немаме више диагностичар. И сега тоа тешки зборови се стварно, ама знаеш како, ова е обид да не бидеме со посебни потреби, затоа што, знаеш како, ние сме заборавили историјата. Значи имаме една историја после воена, една сега, една античка, една ваква, една таква. Реално треба да си градиме наша историја, наши јунаци, херои, да ги измислуеме. Па макар и од терористи, не викам се Аце Циганов да биде херој. Меѓутоа, имаме ние херои многу. Све сме ги утепале. Значи, све се утепани. Прашајте македонец, кој е херој? Гоце Делчев толку здраво. Никој не знае сирма дека е 100 години пред Гоце Делчев. Значи, тачно 100 години. И каков опасен мадафакар бил. На Тоа 18 години. Абе, страшно. На 18 Значи, години. победуе кога се собираат едуциве. Пази, а едуциве, кога ја виделе, кога им се докажала, рекле, оваа ќе биде војвода. Не ова, Овој. Она било Да, облечено. како мажко облечено. Тоа е македонската Јованка Орлеанка. Така е. И она победила у 3 дисциплини. Мулан. Да бе, Мулан. Мулан, тачно, Јованка Орлеанка. Тачно, Мулан. Тоа е. Издиши малце, да дезинфицираме грлово, вируси, грипови и така натаму. Режијата ќе го пушти музичкиот спот, песната која е во живо отсвирена на промоцијата на книгата И јас сум Сирма. Значи, таа песна беше подлога за целава кампања. После ќе кажеш, После. нека ја видат. Океј, само на погласно да пуштат телевизорот. Да, сега ќе им идеме, само молим те, Баже, Марко, земете клучевите мој од Citroenот, облечете јакните, пуштете ја и во куќи станови ќе идете, ќе влегуете и ќе им одвртуете тоа копчето за појако. Се разбравме? Ајде сега.
Може да те премолча, може да те сокрија, гроб до гроба ке покрија. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Добро. Кој е бендот што го отсвири ова? Зав? Види, има така чудно име, ние си го викаме Сирма Рок-н-рол бенд, иначе се викаат Малинов Special Selection. Луѓето се од... Кој деликатесна продавница. Да. Свират негдека, ги имали? Свират низ цела Македонија, не се од Скопје, од Кочани се. Али му викаш, дај, може ли да ми отпееш Селин Дион? Пее Селин Дион, боле од Селин Дион. Така ли? Да. Саш од Бетовен да ти отсвират нешто, од Бетовен ти свират. Така е. Значи, не може на мене да не налетат. Ке му речам од Орбитал втората и од Афекс син, молим те. Добро, не претери се, не претери. Шала. Иначе бендот е Страва и оваа песна ја направија за, што знам, може максимум една недела у оваков аранжман. И ова е отсвирено во ова е живот на ужива на промоцијата. самата промоција. Плачеа луѓе, се бесеа, мислам, многу беше моќна. Што ви е ова, бе? Све Не знам, го такви шиве, све стануеме. на Не бе, плачење. тоа види, со годините иде. Научна студија, и то не се заебавам. Да. Значи, се фаќам себе си, гледам реклами. Ја. Не, чекај, сериозно е. Ја викам, чекај бе, што станав, ја викам. Прво, дали ми се тука машките полови органи, да не ми паднале. Гледам тука се, викам, што е ова? Знаеш ли што направив? Изгуглав. Зошто мажи плачат Над после 50 години? И? Шо вика? Простатата. Не зезај. На сите ни расте простатата. Притисокот на простатата прави емотивен карусел. Значи, ние старееме, со проштењем на софрата, плачипички како старееме. И, знаеш ли зошто ми е? Ја сакам реални емоции, да се, кога доаѓа тешки времиња, кога ќе испратиме некој да плача, не ќам да плачам за било што. За една романтична комедија, кој ќе се земат на крај. На Титаник, да плашам на Титаник. Иди бре таму. Тоа е нормално, бе, за мене тоа све нормално. Жене ме ти каже, ја еднаш неделно морам. Филм? Што? Тоа одма вака, река.
Бог да. Ја порука ќе ми пратат некоја емотивна, готово, мислам. Што ја ти кажам? И викаат дека луѓе ко мене и тебе што плачеле пократко живее. Не, обратно. Така се тешам ја. А, добро, онда нема да ти гуглам. да не се утепаме у поим, пошто и јас сум исти како тебе. Кога се фатив за реклама за прашок за перење, мајко моја. Океј, она што сакам да го пуштиме сега, режија, дали имаш звук од мојот компјутер? Има. Океј, ајде да го видиме ова и да го искоментираме. Пушти го. Сега нормално е логично која е актеркава која нели се појавува како Сирма. Добро прашање. И знаеш дека светов иде напред, знам дека пратиш ова све што се деша. Значи оваа глумица, условно кажам, нели, у наводници е креирана со вештачка интелигенција. И целото видео, незините движења, незиното трепкање со очи, со цвето е креирано со вештачка интелигенција. Имаме уште едно видео за дружината на Сирма, кај што се 10 жени, сите различни, со пушки, со раки. Многу ми е мило што имате видео. Да. Сигурно дома го чуваш на балкон за зимница, нели? Не е тоа за емисија да го покажеме, таман работа. Фино. Па добро. Чувај го, молим те, немој. Не, ладно е, не вади сега киселото, пошто ако беше за вадење до сега ќе ми го даеш. Добро бе, тоа се експерименти. Значи сега ти кажам каква е ситуација. А што е ова? Ова е за полицер. Па и ова ти е експеримент, уживаш у тоа што го правиш. Не ме зафркавај. Точно. Да се навратам на ова. Значи, отиден стварно многу. Ја лани бев може пионер у светски рамки, кај што направив песна спот. Значи, пред години нешто, на Цепај сине, целиот спот е со вештачка интелигенција направен, видеото за спотот, значи. Тоа беше со слики. За една година од слики се направија да може и видеа да се Цепај сине на YouTube. Не ме читај живе. Така да сега отиде стварно многу. Ета, првата. Иде на видео горе. Тамо си точка. Можеш на тоа на точка. Доле второто. Тука. Иди, ето. Оп. Значи, ова видео е направено. Звук нема, има. Слушаат. Сега ти ќе збориш или звукот, што сакаш? Добро бе, нема врска. Доста бе само замерки бе, што е ова бе, човече, ко Македонец у кафар. Шопската не била рендана, без кромит да било, само нешто бе, Бог да чува. Те дрото. Живо пиле нема. Само у една дупка карши кулите у градски чема се спрема. Унутра ситни криминалци, мутни странци, каубојци и индијанци. А таму кои изгубени германци, јас и уште бајца бевме падобранци. Бевме падобранци. На шанкот служи плава теткица, со фризура ала локица. Муж и бил овде газда, бивши
boxer, a go vikat mali Đokica. Mesto ovo je živa bruka, reče ajde gitlaš, od majka bara štuka. I od radosti od muka, sinko stalno tuka, ke se puka. U jeden kufer ne moža da vlezat si te spomeni, i ova ludo mesto da se zameni. Cepaj sine, paraj sreća dok si mlad, ama kako naše Skopje, i nigde nema takov grad. Cepaj sine, paraj sreća dok si mlad, sa tvojom čekor ovaj sve te gole, mama mal za tvoj otpad. I rekov ovoj grad na dušava mi leži, bez gnezdonke mi teži. A ona ide kontra, samo hejta, mene luge, koža mi se oži. Ja stuka imam toplo sonce i veter što me gali i me teši. Glaboki koreni ko gusti mreži, bliski luge i nadeži. U jeden kufer ne moža da vlezat si te spomeni, i ova ludo mesto da se zameni. Cepaj sine, paraj sreća dok si mlad, ama kako naše Skopje, i nigde nema takov grad. Cepaj sine, paraj sreća dok si mlad, sa tvojom čekor ovaj sve te gole, mama mal za tvoj otpad. I pamet u glava. Cepaj sine, paraj sreća dok si mlad, ama kako naše Skopje, i nigde nema takov grad. Cepaj sine, paraj sreća dok si mlad, sa tvojom čekor ovoj sve te gole, ama malo za tvoj otpad. Nize, to je. Dobro, Znači, okej. Ке се сложиме дека не се сложуваме по тоа Да. прашање, а дека ќе гледаме феноменални резултати, Да. бидејќи ако е за така, како не видовме до сега уште креиран лик, бидејќи тоа го имаше во Форест Гамп, кога Форест Гамп со Кенеди се подравува. да. И како не извадија до сега Мерилин Мондро. Не е така, ќе извадат слично, ама нема да ја извадат неа. Тоа е проблемот. Ама за младиве тоа ништо нема да им значи. Они не ни памтат. И Рок Хадсон го памтиш, не го памтиш. Сега мали бевме, како да ти кажам, ама убав човек. Сега језда беше ЛГБТ, ама убав човек беше вака. Али нема везе. Вака да ти кажам нешто. Ајде да избегаме од све, ја ќе те наведам у политика. Додека оваа генерација, јас и ти, не умреме и генерацијата која сме ја затруле со нашите емоции, идеологии, сме мислеле дека добро правиме и таа не умре, нема да има рибрт на македонско, национално, идентитетско и културолошко воздигнување. Зошто го зборам ова? Од кај ми сеа, јас сум најпаметен. Зов, слушај ме добро. Ова го гледам во Европа, во Америка. Генерации кои 1800 година од Кина побегнал жив, среќен, дошол у Сан Франциско. Све заборел кинеско, станал поголем американец од било кој американец, пошто Америка е базирана на ирци. Да не се лажеме, оти побегнаа заради големиот глад тие 2 милиони и германци. Така што таа идеја почнува да им се враќа културолошка, кунг-фу, Конфучие, Лао Це,
се враќа во четвртата генерација која живе, која не го памти ни дедо му, ни Мао Цетунг, ни Три Лепеси, не знам. Значи, оние што никој... Додека има се уште млади кои зборат за времето на Тито, рибрт нема да има на Балканов. Значи, истото го има, например, се чудат од кај сега овие радикални исламисти у Европа, а не се дојдени. Туку дошол тој, побегнал после Втора светска војна, пред Втора светска војна у Франција, станал француз поголем, се раѓа едно дете, детето му раѓа внуци, све, внукот се радикализира. Значи, тоа е наследството на гени кога се бараш. Значи, таа генерација ќе се праша кој сум, што сум, од каде сум. И многу искрено ќе гледаат на Сирма, на Гоце, на се што било битно за Македонија, а не ние кои политички сме филтрирале. За жал, не можеш да ми бидеш сведок, нема ни ја да бидам сведок, оти одамна ќе идеме, ама за 100 години тој рибрт ќе се создаде. Ниеден народ не е исчезнато се сам по себе. Инките и маите. Ги нема више, ама они одлучиле. Но насилно нема... Па и кај нас е насилно. Значи, што и да ни направат, ќе обстоиме. Многу си оптимиста. Значи, знаеш ушо сум оптимиста? У Дарвин, органското. Ние забораваме дека она што го носиме не е само свест и прочитано, туку и ДНК. Колку сакаат нека гледаат Пинк, нека гледаат овакво, тоа е изгубена генерација наша. Ние сега да имаме Цеца или ТеатаИрович, ќе се напуни. Ама зошто не ја пунат егејциве, македонциве егејци во Егејска Македонија, да ти ги пушта мората. Што па нив ги влече? Прво, досадно е бе, не е техно, не е рейв, нема гзои, нема цицки, нема вулга. Македонски народ е ненајаден, ненаебан, ликсур, дај пари, дај гзои, дај нешто. И додека не се изживее ова, ние нема да имаме таа еволуција. Која ќе дојде? А македонците во Грција, колку и да беа потлачени, гледам, пратам. Зелник 1000 души на плоштад играат. Зошто? И тоа е светла тачка. Органски му доаѓа, он седи се прашува, чекај, вика, да, Грција, ама грк не сум, шо сум? И тоа е многу искрено. Не е ни Бранко, не е ни Тито, не е ни Гоце, него е искрено, органско негово. Тачно. Тоа ќе дојде во Македонија или за 100 години. И фала Богу што ќе не нема. И колку побрзо не снема, толку побрзо ќе биде преродбата. Џони, живеачката е после. Ова е мучењето. Добро. Тоа што не верувате. Добро. Дај сега, извини за лекцијава, прејако ми беше. Не да сум оптимиста. Ја ти викам, во овој момент да е подала од Македонија, да не преименуваат сите, остај да видиш само како ќе се преиначи целото. Иди види го наталитетот во Албанија. Ние до пред 10 години зборевме овие со раѓање ќе не преокупираат. Па не е така приказано. Оди види го како паѓа. Чим дојде камен, нема правење деца. Чекај, Рим. Ама еве го, Рим пропадна, така? Еве ги римјаниве, што им фали? Глеј ги, најголеми шминкери у свет се Италија. Со што се занимава Италија? Со парфемите, со мода, со све. Од каде им тоа? 2000 години со тоа се занимавале. Не можеш да побегнеш од тоа. Добра ти е теорија, ајде. Не е моја. Ќе се сретнеме горе, тамо ќе направиме моја. Ќе бацујете рака, што да ви правам, извини, ама. Што сакаш да пуштиш? Што ни остана да пуштиме? Џабе живиш у Скопје. ДЗ. Ева, прва. Само овде џабе живиш у Скопје. Првата, да. Си го гледал овој документарец? Го пуштав цел. Да, бе, обседнаци ти. У задње време те гледам овие црнобили што ги пуштар цело време.
Pa pušti ga ova da vidiš da li je... Моја желба е да дојдам до Малце Камче годиниви и да ја направам монографијата Шармот на Скопје. Ја можам да сведочам од 60 до 2020. Ама не Дарко Панчев, Пандев, ово она. Не, ја, ти, Па иде клупите... пушти го, ајде дали ќе Тоа се е тоа. препознаш. Не, Многу па, ме интересира. Јасно ми е. Ти го разбираш тоа, за тоа. Интернетов изгледа не сте платиле. Не сме платиле, YouTube не сме платиле, пошто сме на Rumble. Пушти гласно. Zatvaram oči, se teleportiram pred putnik 80 i neko ja. Ceki, odi si doma i iskočilo nešto, ne dovaga mi rekoa. Na dvore civra, šo deka je prolet, koa koča ne izmrznav me. Mene pa uši mi gorat, slušam nešo mi zborat, u bolji život ide me. Džabe živiš u Skopje, našo se nadaš, druže moj. Danas ništa više ne isto, nit si ti isti od toj. Džabe živiš u Skopje, džabe sanjaš, druže moj. Danas ne nikoj son nikoj, nit e ona na isti od broj. Niko traži me Johnny, predani i boni, u tropikanake sme cepale. Nego dovaga picnat, so 3 avioni, jer samo parovi puštale. Огниште ццка, шема орце Корчагин, Каревсо Георги и шмизлите од Броз. Од турист биле они, чиги миги фазони, сум се затрескал скроз на скроз. Дžabe živiš u Skopje, našo se nadaš, druže moj. Danas ništa više ne isto, džabe živiš u Skopje, džabe sanjaš, druže moj. Danas ne nikoj son nikoj, nit je ona na isti od broj. Ostanav me bace, dvajca bez trojica, se napravime Johnovi. Sine, Skopsko pred Dragstor uvek najbolje leči, ljubovni jadovi. Onda pešaka do doma, usput jogurt i mleko, pred super ostajile. Ebate, moralno li beše, mesto na burek, džandar zbira da ne sobere. Džabe živiš u Skopje, našo se nadaš, druže moj. Danas ništa više ne isto, nit si ti isti od toj. Koleva pod udarnost tlo, Tito Prle, Tihi, Boško, Buha i Branko Kockica, Zagor, Blek, Jugoslavije, iz Skopsko, Kopta, Jupi, Habe, Lord, Bardel, Marlboro, Bardar, Zvezda, Partizan, Jena, Transley, Strauss, Lee, Cooper, Pinormo, Pino Silvestre i Brut. U tunelu, Brežin Pardo, Vanessa, Ornella Muti, Bruce Lee, Janošik, Sandokan i Tarzan, Thomas Automatic, Politočak, Stokec, Fićo, Tristač, Buba i Renolče, Ondak, Trgovski, Kraš, Krombi, Bristol, Gradski zid, Rekord, Vanila, Čaršija, Čičko Stojunko i Čičko Puštiletki. Idemo dalje, Buket, Usadra, Malibu, Vespući, MNT, Klupčinjata, u Podrumki, Zalište i 25. maj, Pairat, Zelena Raj, Lisabon, Moskva, Trifazana i Cvetkovo Meranče, Kalimero, Popaj, Baltazar, Tom i Čeri, Pink Panther. Janku, šo je? U kadar si uživo ide? A? Mi se dopadje i ova. Букмаркче. Знаеш што, почна ова и овие книжариве модерни, како доаѓаат, мислам,
и се објавува. То ми е стварно нејасно. Сите викаат, луѓево не читаат и стварно прашувам не читаат, а тиражи феноменални и светски промоции и обвивки со сите салтанати, книжарница, стварно кога ќе отидеш у било која е фул око да ти се наполни не само од книги, туку и детали разни филмски. Сега играчки глупости, игри, свашта. Еден саат да поминеш таму, ништо да не купиш онака. Види, у овие две-три што се најдобри, убаво и кафе да се напиеш. Да. Многу убаво е, многу пријатна атмосфера и све. Книжарница МК, така ли се? Литература МК. Литература МК, да. Ги има во Сити Мол и во Даймонд. Да. Изворедно, уживам таму да. Мислам, затоа што памтам, Дзовко ќе отиде у Обединето кралство, у Лондон, у такви... Да, од Сабајле до вечер си од Сабајле до вечер и продавниците за плочи и CD и у ова. Да. И у ова. Исто, помеѓу Макдоналдс, јасно. Кажи ми, 5 книги имаш издадени, така? Не, 7, 5 со Арсламина, значи со овој издавач имам 5, иначе имам и претходно, нели, Тибам Штркот и некогаш некаде. Колку ти е вкупна цифра? И ова е многу јако. На книги? Не знам, види, ти то отидеш 6-7 негде, мислам. Не едно по едно, него збирно. Што знам, околу... Лупни цифра? 30.000 може. 30.000? Да. 30.000 е респектабилна цифра за тебе? Иди, у Македонија реално се печатат 300 до 500, на промоција се делат 50 до 100, на авторот му се даваат 50, идат у продажба, се продаваат 100, од тие 100 10 се читаат, 90 се чекаат да се прочитаат некогаш. Значи, тажното. Тоа е, мислам, тугата. Во Југославија, во најтоп времето на читање на книги и купување 80-ти години, Поларис со СФ, Кентаур библиотеката на Зоран Живковиќ, која беше една од најчитаните на сите времења, максималниот тираж на едно издание беше 5000 овакви. И ние викавме, што е ова малце за Неле Карајлич 100.000 има продаено. Како да ти кажам? Кажи ми интересира, кога некој ќе продаде олку книги, кои не се, да речам, во жанрот на оние турбо, фолк или ефтина работа и така натаму. Сепак е ова писателска работа, имаш писателски пристап и луѓе кои се стручни, кои те фалат, кои ти ги прават рецензиите, односот спрема нивни и нивните рецензии, нивните кажувања, говорат дека ти си навистина стварно полнокрвен писател. Но не си во друштвото на писателите. Или си? Тоа ме интересира. Не сум. Не си? Не сум. Види, има некои спорадични обиди да ме поканат. Добро. Ама има некој резистанс таму, некој отпор, као Како Рене. те разбирам? Да, има некој... Како што ја не сум... У дружина новинари. Да, Кажеш пошто како не се- сум бил новинар. Да, не си бил 40 години, не си бил ни еден Да. ден, нели? Иди, ова е многу лошо е тоа. Имав другар еден ми вика... Чекај, уште едно прашање, Ајде. за да има контекст Ајде. во сеткупно. Дали некој од друштвото на писателите, на ваков настан, кај што стварно се промовира читањето на книги, Така е. има дојдено на твоја промоција, те има нешто или, не знам, Види, тужна прича о Керуши и 7 мали кучиња. немој Јесенина, молим те. Што се дешава пред известно време, другар еден што не чита, нели, пошто ретки се што читаат, ми викаат, Дорове Зов, вика, ти гарант продаваш колку сите писатели од друштво на писатели заедно. А викам, не сум ја член таму. Како ме не си член? Не сум, викам, имаше обиди. Не, еднаш ми кажа, донеси 2 книги да оцениме дали си ти подобен. Однесов 2 книги уредно. И ништо ги нема 2 месеца. И викам, се јавам кај председникот, викам, Доро, сега подобен сум или не сум подобен? Не, вика, не си подобен. Зошто не си подобен? Тоа не било у рангот на величините. Знаеш како,
Друженијето на писатели ја го пратам. Значи со години, Друштво на писатели, ДПМ. Ајде, да искаш. Значи го пратам 15 години сигурно, со сите председатели. Форуми, дури фондацијата Македоника, нели, што ја направивме со неколку ентузијасти. Заборавив. Фондација Македоника, онлайн библиотека, кај мене ја промовиравме, Така е. кај нејзе. Со неколку Кај мене ја ентузијасти промовиравме заедно. онлайн бесплатни книги за уште до ден читање, денес. лектири, Све. класици македонски и се е тоа твоја заслуга, без пари. Па добро, неколку души бевме, ајде да кажам, и сега гледа што се Постои дешава. уште Македоника, бак? Постои. Збори се. Ама не, Збори добро. се. И сега слушај што се дешава. Он ме прашува тиражи ово, ја немам никаков анимозитет према нив. Значи, како ти кажам, ги сакам, какви се, такви се. Они се као еден пленум на Сојуз на комунисти на Македонија, одма после Информбирото, на маргините на тој пленум. Па добро, си и ти си прават комуњарат муабети. и тој ист. Нема врска, јас сум... Ај, Те бушам. Нема веза. И сега, они... Не знам што... Пази, уредно поканети. И на Facebook, и на Viber. Уредно поканети. Председнико, писатели со кои су имал комуникација, контакти, ово, да? Значи, ниеден не дојде на промоција, ниеден не ми честиташе. Значи да каже, браво, зов што направи. Ја не го правам ова за мене. Ја правам за млада публика, правам за луѓево што се таму. Значи, ходо чашче ова ја што го правам. Треклан имаше 600 и нешто души, лан имаше 900 и нешто души, на промоција се имаше 1200 души. Значи, ја таму луѓето не ги познавам. Они доаѓаат, зашто има енергија. Веруjem, ја мислам глупо ја сега да ги читам сите пораки што ги добивам. Мислам, тоа ми дава таква еден буст, една мотивација. Ма не треба да ги читаш а книгите писателиве- кога ги читаме реакциите нивни јавни. Ама види, Добро. еден да се јавеше да каже види, браво, свака час, супер направи, одлично, од ивентот, од промоција. Пази, ја и Арслан Мина ги правиме најголемите промоции на Балканот. Не постои на Балканот, може и у Европа. Промоција на книга кај што има илјадници луѓе. Не постои тоа. Не се десило. Знаеш ли како изгледаат промоциите на книги на одредените писатели? Значи, тоа ти е еден мал парастос. 8 души седат Погреб. раштркани, за да изгледа дека се 12, толку така раштркани седат. И еден со тужна фаца чита одломци од книгава и другиве така замислено, интелектуално гледаат и ракоплескаат. Ето на тоа се сведува промоцијата. Тажно е. Па добро, тоа е модерен стил, како што се промовираат книги. Дури би требало, по мене, него ни правиш кој што треба, потполно. Една промоција и те нема после. Плачеш по цел ден со жена ти, тоа емоции. Леле, колку ми испофали ова. Треба да имаш турнеја по сите градови, да отидеш шоу програма да се направи со бендот, да ова, да А она. не можам, работам Јанко, ја не сум... Што работиш, бе, жити си? Како бе, што работам? Не знам што работиш. Ја работам у фирма со 12.000 вработени. Што фирма е тоа? Аристократ. Што е тоа? Најголема фирма на земјината топка за гейминг. За гейминг. Да. И камо спонзорство би си? Па немам ја таму. Плакета. Па ете, тоа Ова 150 плакета. денара штампа. 150 евра бе да му се 150 денара рамката, 300 денара. Тоа е укупно толку е. Ма работам. Пази, ова ми е хоби. И жена ми плюс знаеш како, ме кастри. Не сум имал време за незе. Па скришно пишувам, па ова, па она, па да станувам рано. Па фино што те Ама каста. нема везе, да се навратам на ова. Значи, знаеш како, од тоа си патиме, од главата си патиме. Значи, да не можеш да се израдуваш на туѓ успех. Значи, тоа не уништи нас. Веруј ми. Затоа што, знаеш како, ти земи она селјачки емисии на РТС што се Шареница. Абе, тие се пуни со позитивни вести. Кажи ми ти една емисија во Македонија што има позитивни вести. Па никој не ќе да чита бе кај Чекам, нас. не бе нека гледа, еве, не мора да чита. Ма не гледа. Абе, еве, пушта на телевизор, и што имаш, кажи ми. Добро, Везилка. Тоа везилка ли се викаше? Везилка е таа најпозитивна едина на
Да, со народњаци. Ама Не, не е шут. најпозитивна е она, Да. кажи ја, шокуваше Адријана Лачки. Тоа ти е едина позитивна. Едина позитивна емисија у македонскиот театар. Све друго е, значи, како да ти кажам? Сплачина. Сплачина. Ама не. Направи позитивна, успеал човекот тој, сега што загина, кој падна на Стрештица во Нови Сад. Јадниот македонецот. Сега дознавме кој што е. 100 пати покушал тука, 100 пати го попушил, отиде таму, успеа. Знаеш, ние немаме култ да ги вели, да ствараме херои. Ја ти гарантирам, земи со камерава, утре со Баже по улица, направете анкета на колку сега, 100-200 души. Ти дал си нормален. Прашај. Да излезам ја на улица. Добре бе, не ти, прати некој. Ајде, бе. Овој се протестира таму. Нема чека, нема нида. Не бе, прашај кој е најпродаван автор у Македонија. Еден, ако, мислам, ако каже име, презиме, значи одма го лијам у бронза, човекот. Као Харисон Форд у Star Wars. Добро, ама не, ти кажем, ние немаме култ, бе. Ти даеш ли шо прават околниве држави? Слушај, Ама на запад. Долга приказна. Зошто долга приказна? Многу е кратка приказната и многу е јасна. Елон Маск е еден од најбогатите. Джеф Безос е еден од најбогатите луѓе на свет. У Америка што се они? Омразени или почитувани? Почитувани. Па добро. Ние ли кој е почитуван у Македонија, кажи еден? Кажи, значи секој што успеал у Македонија. Тој е крадец, тој е лопов, тој е. Али никој е бирократче, партиско, ово, она. Кој е? Бранко Црвенковски. Тоа е величина, ба, тоа е ова, тоа е он. Седој кога се поистоветуваме со политичари. Ене ти го, Орце Камчев. Све сам си направи. Едно од најомразени личности у Македонија. Зашто? Кампања хейт, овој му ја купува кампањата. Затоа што македонец гледа вести. Проблемот со македонец е што гледа вести у 7, 7,5 и 8. Да. Тоа е проблем. И се додека гледа вести и се информира, он стекнува мнение и мислење за општеството од вести. Вестите на македонските медиуми е најлажната работа. Тоа е најпреварантска. Бидејќи медиумите од што живеат? Од пари, од партии. Агенда. У таа агенда никогаш не се ставени луѓе кои се успешни. Туку луѓе кои се партиски. Тачно. Сега ќе ти кажам за вестите. Дента кој беше промоција, нели, утре дента, најави портали овона. И гледам вести, сите и гледам 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, нели, за да видам нешто да кажат за зашто моја промоција беше елементарна непогода. Беше земјотрес. Значи, веруј ми, ќе гледаме видеото следниот пут. И сега, пази, чекам вести, имаше прилог како протекува МНТ. Нели, таванот, пострана. 15 минути збореа за ружните ствари на МНТ. Како вие го зезнале, како вие не го направиле, како вие ги украле. Значи, све тоа. Дора не можеше се каже дека у 10 секунди дека се случи најголемата промоција, кај што сите пари идат у добротворни цели и дека читањето се враќа на голема врата. Немаше некој доблес тоа да го каже? Кажи ми. Или ја не сум за утрински програми, ме викаат, неќам да се јавил министерот за култура, министерката претходна сега. Може и не се јавил, ама тоа е агендата. Джони, да дојдеше министерот за култура кај тебе, да видиш. Мислиш ки имаше? Немаше. Што да мислам, знам бе, човече. Не бе, не. Абе, јас сум бил на телевизија у Медиум, кај што буквално сум ги гледал тие работи како се дешаваат. Или отворени телефони. Вечерва ќе имаме таа тема. Јавујте се. Не моите телефони. Моите телефони што се новие, блокирани, се вади трета линија. Ја тоа не го гледам, не го знам. На пауза, на мочење ги фаќам. Кој ви е овој телефон? Јанко, ајде продужи. Дави го таму питонот и не прашуј многу, не јади бурек. Како завршив ја? Ја не си отидов сам од претходната телевизија. Шут карта, многу ми знае пилето, сам терам. Добро, голема тема е ова, али ти си оптимиста, ја не сум.
Ама ајде, си викаш за 200 Ја години. не сум оптимиста ти за викаш мене. за 200 години, добро, забави. за 100 години 150, добро. работите ќе Добро, бидат добро. многу поинакви. Ќе видиш кој ќе направиме македонска колонија на Марс со Елон Маск. Тоа ќе биде. Тоа ќе биде. Треба да цркне оваа генерација која ја убедија дека партија ќе ти најде работа, дека можеш да не работиш, да не ти е гајле како ти иде фирмата, а да добиваш плата и дека е тоа супер, кредит на 30 години да ти даде државата за да си купиш станче, мерак. Нигде го нема во се. Си бил у Канада, јас сум бил во Обединето кралство, окапав таму. Нема ментален склоп. Му вика у Оксфорд 2 години помина. Му вика запознав студенти ово она ваму и таму. Му доаѓа владен чиновник, седиме у бар ово она, му доаѓа, му вика слушај кој ќе завршиш да бегај вика ти таму, идам ја приватна фирма. Викам зошто викам овдека слабо плаќаат или што? Не вика поинтересно е. Поинтересно е приватен сектор. Сакам па ќе сменам фирма, па ќе идам таму, па преку океан, па у Јапонија, овдека, ваму таму. Овде сонува да влезе. Се јавува на телефон 2017 доаѓам овдека, почнувам емисија. Викам зошто се случи променава ово, оно, отварање. Се јава и вика, добро е што го срушија ВМРО. Зошто викаме тоа добро? Затоа што вика 2017, знаеш како го сруши. Шарената револуција, трач муабети и така натаму. Вика, затоа што нема вработија. Чекај викам, партија да те вработи? Па како? Ја цел живот лепам плакати, мене работа не ми најда. Викам, и не можеш. Македонија, знаеш ли кој е најголем работодавач? Државата. Знам. Све ми јасно. Па иди уби себе. Па затоа моите две деца си отидоа тука и внуците нема знаат македонски, ама за 150 години ќе се разбудат. Значи, не внуците, праправнуците ќе Да. го научат јазикот, ќе се вратат на корените, како што во Америка сега, индијанците. Да видиш каква ренесанса се случува. Исто со абориджините, глеги. Како веќе креваат глава, па и бунтот. Видов се на Чарлс што му направи. Така, и на Чарлс, ама тоа е само почеток. Затоа што овие ќе паѓаат, овие ќе растат. Не може ти народ што измислил оружје да го фрлиш и да ти се врати да е глуп народ. Или да комуницираат меѓу себе додека спијат. Не ме зезај. Добре ти се, ќе уживаш у книгава со Не, теорија. апсолутно. Да, само да повторам дека ова е лектира, историска читанка и оче наш на секој македонец. Многу е важно. Што ќе правиш со писателиве друштво? Тажно. Знаеш, си седам дома, си викам дали ги избришам од мојот живот, ама жал ми е. Жал ми е. Сакам да им помогнам. Звучи вака арогантно, али еве сега понудив на председателот и покрај тоа што нели не сум бил нели подобен, викам слушај председниче, ги знам медиуми во државата да направиме еден прилог нек иде 2 пати неделно на национална телевизија на МРТВ, сите издавачи да имаат свое место, да промовираат по една книга со осврт, да се поттикне читање, издавачи се умрени и така натаму. Така еден придонес викам. Ја ќе го организирам ово, ја ќе бидам продуцент, ја ќе ги договорам МРТВ, јас све. Одговорот беше, тоа голем проект е многу тоа. Им понудив на сите кога бев собственик. Нема пари без за него, дали разбираш, Џони? Добро, не сакам тоа. Добро, не. Да Пошто, чекај сега, како викаш ти, има работа, па и он има работа. Сега ќе се занимава со промоција на... И слушај, кога бев собственик на Клип Медија група со порталиве, нели? Така? Им дадов на сите издавачки куќи неограничено право, не само тоа, да се рекламираат на Грид, на Макфакс, на Ајден, на сите овие Репортер, Топспорт. Бесплатна реклама, дајте ги книгите да пуштиме линкови до ова, пиар и све. Никој ништо не прати. За гратис ти кажам.
Тоа е, ама Беше едно време најпопуларна емисија Јади бурек, како не се лажам. Едно добри 10 години. така е. Без така. Значи, ни сове за радиодифузија, ништо. Горнава камера ја гледаш? Да. Ја знам. Зошто беше она? За вестници Да, бе, да. и една работа. Кој не памти, очигледно не ти дошло така пред очи, али ја го имам кажено, па сигурно барем 1000 пати во емисија. Во емисија може да се промовира се и се што, но книга во секое време и бесплатно. Браво. Дали книга или гостување, добре дојдене. Дали мислиш дека еден издавач ме има покането, испратено книга или било што? Джордан Питерсон 2 години го зборев во емисија да се објави кај нас. Се објавија 2 пати по 2 изданија. Бесплатно ја промовирав книгата овде. Книгата за Доналд Трамп и така натаму. Неколку книги у странство беа хито и сметав дека треба да се чита. Јас сум ги промовирал овде, кога ги издаваат. Не ми ни понуде, сам ги купував книгите. Ги купував и ги, дури и твоеве. Искрено да ти кажам. Знаеш колку книги имам купено од кај нив? И то книги кои ги издаваат откако, са може би не по мене, ама ете се случува. Сметам дека оваа книга треба да е. И појма немам кој ќе објави. Дали литература МК, дали Арсламина, дали Ѓурѓа, дали овој, дали... Ѓурѓа една книга ми поклони, кога ја објави книгата Mein Kampf за Хитлер. Да. Таа ми ја поклонија, ја објавив овде и рип на евреите ми се јави во емисија, ке беше... Нема врска. Да. Така што, потполно те разбирам и кај нас тоа, како да кажам, јас сум се јавувал по овие издавачи за да имаме соработка. Еве, еднаш месечно, било кој од вас да дојде. Што се планира, што е издадено овдека една емисија, ништо за возврат. Ништо за Како возврат. јас си доаѓам 5 години 5 пати кај тебе. Значи јас си доаѓам. Никој не доаѓа. Добро. Зашто? Затоа што и јас сум неподобен. Дали разбираш? Па не знам се, да? Знаеш што, мојата теза за мене ми е дека луѓето мразат слободни луѓе. Бидејќи слободен човек збори слободно, а слободното звучи малце вулгарно. Бидејќи робот збори спрема тоа како господарот му ги поставил, знаеш. И тоа го вика култура, културно однесување. Јас сум поише за слобода и слободно однесување, одошто културно. Сирма е синоним на македонците за слободна Македонија. Точно. Слобода, не здравје, не добродет, не благодет. Слобода. Гоце Делчев, слобода. Питу Гули, слобода. Ченто, слобода. Карпош, слобода. Отворам телефоните за време на корона. Што вика македонецот? Шоке ми е. Им викам полициски час кога ги принудија. Викам, слобода или здравје? Што вика, шоке ми е слобода ако немам здравје. Дали сега ти е јасно каква каша од општество сме станати? Не е тоа македонец. Тој е албанец, тој е србин, тој е ром, тој е сите. Чути малце, чај, не стигне платичка, купи тука. Нема кубура, бе. Кој лажат, бе, каде е кубура, бе? Абе, немаат кубура, бе. Абе, нема плашливе за да пушти, бе, петарда не смеа. Кога забранија петарди, ево, викам, ај, бе, ке ги пукаме у двор. Ај, нема. Ајде. Да се вратиме на литературава. Па литературата е слобода. Слобода на читање, слобода на избор. Орвел, 84-та. Па сега имам, не сега да најавам, ајде и тоа да најавам. Што да најавиш? Сега ќе ти кажам, правам македонски 84-та, басна, како што е Животинска фарма, ја почнав, имаше 2 причи за оваа книга, ми ги избација, уредничката рече, ќе правиме, вика, Животинска фарма. Браво.
А Лали Верана уредничката. Да, одма ми А ги избаци. одличен Каде глас. викам, зашто ми ги избаци? Имаше за Сибирскиот тигар, за Шарко. Пофалија, како се вика господјата? Татјана Татјана Димовска. Димовска. Респект. Почитувам такви ликови. Многу ми се... Тој е инстинкт, тој е писмен човек. Вика, правиме животинска фарма. Браво. Да. Кога филм од ова ќе видиме? Ова театар, дрнјариња, иди, имало, немало, се разболел, каштал. Не, друга Филм? димензија е театар. Зошо? А види, за Торонто Експрес ме контактира од Србија една продукција, ама тоа стана на контакт. Они сака да преточат, као што изгубен македонец у Торонто, они да направат изгубен србин у Торонто. Супер. Супер, ја реков, нема проблем, ќе се снима вамо, таму. Голема продукцијска куќа и остана на муавето, така. Сцената чекам босанецот Ламборджинито кој ќе го скоцка. Да, на преса. Тоа, значи, србите, боле и србите да го направат, они барем Да, имаат да, хумор. да. Бидејќи ми нисмо анџели, е ремек дел. Да, Ја не спа знам не, Холивуд сите, како... Да, ќе дочекаме. Иди, знаеш што, сега и тајната таа, сега после овие 5 книги. А не тука приказни да ми продаваш стрип. Абе каков стрип бе, филм бе, видео треба бе, филм. Абе тоа не зависи од мене. Си Добро. имаме продуценти, режисери. Човече, колку ќе кошта вештачка интелигенција да ја напише, да го направи филм? Ама не може сега, пак ќе ти кажам, за година, 2, 3. Не може сега. Рано е. Абе, тука сме. Шо пишеш ли нешто во момент? Пишувам драма. Драма. За 7 души, да. 7 лика. Голема драма. Урнебесна. Ке дое вулканизерот Што е тоа Драчево. урна бесна драма? Урнебесна, значи- Пошто е драма, траорно, тешко. Не, драма имаш и комедија и трагедија, нели? Ова е... Не знам ја драма комедија. Како не знаеш? Кој виж. жанр е тоа? Па у драмски театар нема само трагедии. Али ова е нешто налик на кој сме биле ние деца, кои биле Солунски патрди, нели, болва вуа. Значи, урнебесна смешна, кај што може да дојде кој каса под Драчево и да се подмоча од смеење. Значи, народна драма. Многу смешна, нормално. Дури ја ми кастинг некој у главата кој што би играл. И зашто би- терпео хумор? Како хумор е? Не, види, као мојот хумор што е цепај Скопски, сине. цепај сине. Да, типичен балкански хумор. Не зборам македонски, не зборам скопски. На гек, на штосови или самата Не, цело види, действие? на гек е лесно да напишеш. Еден Така. ќе дътка, сите ќе се смеат. Така. Така? Или ќе се тресе ко... Да, или ке опце, Тоа не. Не. Ова ситуациите се. Ситуација нема да биде водвил кај што нели ти гледаш како публика, а он не гледа глумецот тие трикчиња, не, тие малце ми е застарен тој тип. Али идеме на класична ултра смешна драма. Нормално ќе има малци подзаплачување, али голема, 6-7 души и ја пишувам да биде да може да се постави на секој театар на Балканот. Универзално приказна е. Тоа е вака официјално да најава. Ке му убиеш жена ми сега кога ти дам дома, ама и она не знае. Се шалам. Тој ми е проект и тој ми е као некое животно дело, си го рачунам. Паралелно со ова, што ќе излезе побрзо, драмава или животинската фарма? Не знам. Аха. Не знам, од инспирација зависи од Имаш дедлайни? Не. Види, Немаш. ја обично или октомври или ноември вадам книга, 5 години поред. Значи, дедлайн е 1 година за нешто од тие две. Ти вам штркот плаче. Торонто Експрес. Да. Плаче за филмче. Плаче. Тоа е... Дури се разработени и сцените. Како? И сториборд има. Разработени се и сцените. Тоа плаче, за тоа карта се купува. Да. Пошто македонски филми идат на премиера со гратис карти и после никој не иде у кино да го гледа. Да. Милчо Манчевски Кутрион снимил филм тамо, ова, она на промоција врие. Следниот ден на проекција никој Живо пиле. кој ќе даде карта тоа да го гледа човек. Уметнички филм. Ама окей, тоа е тоа, толку е нивото. Ама ова ни треба.
Треба. Тоа србите го имаат, например, со филмови као Парада, као Ми нисмо анđели. Да. Човече, Култни, тоа се култни филмови филмови. и се смеша, има и кај нас дејство. може Дарко Митревски да направи такво нешто. Дарко си замина за Па знам, Лос одавна, Анđелес. одавна си замена. Одамна си Ама замина тој е едини кој може, знаеш, Да. исто, како ти кажам, Балканкан. тоа е Значи, мајндсетот ми е... од Викенд на мртовци до Балканкан нема. Балканкан е следното што било од, ајде да речем, поп филм. Тоа е. Па затоа ти кажам, он е едини за мене. И го направи трето полувреме, кој па испадна неподобен. И рече, дечки, thank you and Балканкан fuck за you. мене е маратонци, македонски маратонци, како ти кажам. Да, Така е, да. Ама тоа се супер работи, тоа покажува дека има луѓе со дух и дека ни фали сценарија. Ова ни фали. Тоа е, Холивуд е Само, жеден ја за... само знам двајца кои вака, ти си едниот, вториот кој може вакво, а не пишуе, ѓубрето, Трендо. Трендо ако земе да пише, Знам. све ќе згази. Знам. Само Ја ако го му ги обожавам. прочиташ колумните и викаш со овие реченици, книга, па тоа ќе раз... Ама не. Знаеш како, од сите херои што ги имам у животов, само он не беше сега на промоција. Добро, он не се појавува нигде. Беше пред 2 години на Джаве живиш у Скопје, дојде. А, дојде. Дојде, да. Добро, баш ми е мило. и мене ми израдува, али сега дојда на промоцијава луѓе што стварно треба да бидат рол модели, треба да бидат узори, модели на македонци. Знаеш како, јас викам, ке се појави девојче некој, значи поише сака да може со гзот да се тресе како Теа Таировиќ, него да може да пише како Ерол Ризаов. Како ти кажам. Значи тоа е македонското. Ние немаме нова генерација на новинари. Кристијан Ландов, здраво, толку ништо нема. Ние немаме, знаеш дека немаме новинари веќе. Тие се изумреа како сорта, како врста изумреа. Одлично. Така е. Сори, али ќе ти кажам одлично. Ќе се појават подкастери, Ако. од тие подкастери ќе произлезат нова генерација. Да бе, со нов малце канал на поинак. комуникација, јасно. Кој не следеше што се случува на Твитер, сега X, ќе му стане јасно кои се највлијателните новини. Ниту еден не е во мејнстрим медиум. Битен новинар во свет ниеден не е во мејнстрим медиум. Сите соло си тргна. Затоа што од таму ќе се изроди нешто ново, нешто добро. Така е, така е. Никола Младенов е најдобриот новинар на сите времиња во Македонија беше. Он немаше повокација да е новинар. Он немаше новинарство. Па не више не ни постои, мислам, тој факултет. Ама денеска му вика, и денеска викаат, види, што имаш ти завршено. Ама не може, види, новинариве се најслабо платена категорија во Македонија, знаеш. У КАМ зимаат поише плата него новинарите. Дечки, рековме за мене нема да збориме вечерва? У реду е, готово. Не збориме за новинари, за писатели. Тоа е точно. У КАМ земаат поголема плата од новинарите. Тоа нигде у свет го И нема. тоа новинари со 25-30 годишно така, искуство. така. Така. И затоа подкастот, модкастот, ќе си дојдат нови луѓе, ќе си прават. Дали ќе бидат добри новинари или не знам. Еве го, сега е Лазаров. Колку ќе трае, дали ќе трае, дали Тоа е за добар, друга не е публика, добар. знаеш, он не може да креира мислење. Али, ама премлад е за да креира мислење. Не може, Но не. привлече огромна публика. Тачно. Епа, додека не. Ја истото му го реков. Дор не седнеш ти сам 2 сати да им збориш и да им го држиш вниманието и да не гледаш колку ќе имаш ред. Се додека ти треба интервју, се додека ти треба туѓо мислење. Млад не у година, него млад е. Млад е и може да еволуира. Да, ме Тоа потсеќа е на Горан Михайловски 903-та како беше. Тоа е тоа. 903. Тоа е новите пред години. Ама ќе созрее. Ќе останеш ли у Македонија? Па ќе останам, ама кидам така на 2 месеца, 3 годишно. Тоа е планот. Каде? Па ке деца у Канада. У Канада. Зимно време не идеш, Не. претпоставам. Мада види, зимите убави се тамо.
Да. Сегде е топло, нигде не ти студи, као овдека. Околу Онтарио е окей. Па, не е страшно, види, као што иде глобално затоплување, се подобро и подобро место за живење ставно е. Ај се надевам дека последниве месец дена убаво ќе ги поминеме и покрај овој поларен бран што не очекува. Да, така е. Добро. Тоа е, Јанко, фала многу. Добро, За ајде, че муабетот. викаш фала. Има уште време? Имам уште саат време, можеме да тераме муабет, ама те исцедив сосема доволно и намерно развлекувам, онака да не ти дојде, бидејќи треба со тебе да се, знаеш што, многу си, се уште си воздржан, уште не си олабавен и не ти тече слободно мисла, се уште мислиш, овие, Да не го ај да вредам. не ми рече вака, овој да не ми рече онака, овој. Тоа само за писателиве, за друго. Не. Не? За другото ти е. Абе, Джони, трасми те слушам. Кога ќе почне, кога ќе излезе од тоа, кога ќе излезеш од таа чаура, се надевам дека ќе имам се уште емисија, ќе излезеш од чаура, тоа ќе биде жива пишурија, затоа што си препон со анегдоти. Ти уште ги чуваш овде анегдотите, не искачаат од тебе. Да не се налути, да не замери. Кога ќе речеш, ма носите се сите у 300, ама пријатели, абе, што те вртам? Ја кога се охрабри, вицуи на жена ми да прави дома, после по 2-3 месеца не правиме муабет, ама што ми е гајле? Важно си направив кефот, си кажам. Гледай. Нема везе. Океј, ајде следниот пут, ајде. Не е следниот пут, ќе еволуира. Следниот пут пак ќе промовираме книги. Прави го ова и дефинитивно, знаеш што, ќе ме натераш, ќе го земам целово интервју, ќе го ставам на вештачка интелигенција и ќе му речам, генерирај ми од све што правевме муабет ново интервју со Зов. Ајде да видиме што И да ќе видиш што ќе биде. Ти благодарам многу, ти честитам на успехот. Нема книжарница каде што книгава не ја видов изложена меѓу најпродавени како бестселер и направи една турнеја, бе, и народов не им се дешава многу Ајде, затвор, твој ќе отидам, стварно затвор твој. Од кај беше бендот? Од Кочани. Отидете у Кочани со бендот, бе. Топ ќе биде. Готово, Абе, дил. така се прави. Дил. Ќе ти Така праќам се прави. слика од секој град. Ја ќе објавувам слика секогаш кога ќе ми пратиш. Фала. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше Зоран Спасов Зов, писателот на повеќе многу популарни книги и последната негова книга која ја промовираме И јас сум Сирма. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.
će da te sokrija, grob do groba ke pokrija. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš